Добар ден. Јас сум учителка Биби. Овие денови сите сме дома. И си играме, разговараме, но и не забораваме да се напиеме вода, сок, јогурт, млеко. И сето тоа го правиме од пластични шишиња. Денес нема да зборувам само за пластичните шишиња. Ќе зборувам за нешто многу интересно, со што ќе можеме да си играме. Но прво да видиме како да ја заштитиме нашата природа и околина од пластичните шишиња. Ќе ги рециклираме, така што убаво, пред да ги фрлиме, ќе ги свиткаме. Еве вака, а потоа ќе ги фрлиме во корпите за отпадоци, кои што се за пластика, за да не изгледа нашата околина како овде на сликата. Значи запомнивме, рециклираме за нашата планета Земја да биде здрава и чиста. Од кога ќе ги фрлиме пластичните шишиња, од нив ќе ги зачуваме само нивните капачиња. Тие се во шарени бои. Ќе си ги собираме овие денови, за да може со нив и дома да си играме. Еве што се може да се направи со капачињата од пластичните шишиња. Ќе ги собереме. Сите се во различни брои. Можеме да ги класифицираме по боја, па да имаме бели, зелени, жолти, црвени, сини, кафеави, исто како овде на сликата. А потоа следува интересното. Ќе ги замените вашите боички со капачиња од пластичните шишиња. И цртежите ќе ги направите со нив. Како овој штрк овде, и цвекињата, и облаците, и сонцето, се е направено од капачи. И пеперутката е од капачи. И јаболкото, а исто така и пролетта. Можеме да се измислиме и сами некоја приказна. Например, си била еднаш една пчелка која леткала лево и десно, барала нешто. Ја сретнала пеперутката и рекла: "Пчеличке, каде леташ вака, лево, десно?" "Слушнав дека имало едно жолто, убаво цвеќе," рекла пчелката. Пеперутката рекла: "Јас го слушнав истото, и јас ја барам." А тогаш оддоле слушнале глас. "Јас ја најдов," викнал полужолот. "Го најдов најубавото цвеќенце, еве го жолто и убаво." Ете така, и вие самите можете да си направите прекрасни приказни. А можете да си направите и многу инсекти. Бубамари, пчелки, а и животни исто така. Можете да направите маче, куче, зајаче. Погледнете, навистина се прекрасни. А и додека си играте, можете и нешто да научите. Да си направите една интересна математика. Па да ги редите капачињата по боја, да си ги научите и бројките 1, 2, 3, 4, 5 и 6 и да ги ставите на точното место, а и можете кукичката на полжавчето да ја направите од поголемо, помало до најмало пластично капаче. Можете да направите превозни средства, автомобил, воз, велосипед, па дури и бродчиња кои што навистина пловат во водата. Доаѓа лето, можете да направите рибчиња. Рибчиња во вода, рибчиња во аквариум. Дори можете и вашите чувства да ги покажете на пластичните капачиња. Еве вака, смешковци, и други разни чувства, кои што сами ќе си ги нацртате на капачињата. Можете да направите и разни игри, часовници, печати, да направите рамки за вашите фотографии. Затоа собирајте ги пластичните капачиња, за да можете да си играте. А во вашите игри може да се вклучат сите што се дома. И мама, и тато, и баба, и дедо, и бато, и дада. Погледнете како и ние во градинка си играме, а ќе си играме и понатаму. Можете да направите разни фигури, разни животни, разни цвеќиња, можете срце, се што ќе посакате. Затоа
седете дома, собирете капачиња и играјте. Забавувајте се. Поштете вашата фантазија преку капачињата. Покажете се што сакате да направите. Довидување!